Студентите од Институтот за текстилен инженеринг при Технолошко-металуршкиот факултет неодамна одржа една модна ревија која ги воодушеви сите присутни гости кои што можеа да се уверат во нивната неверојатна креативност и во моделите кои што докажаа дека студентите навистина чекорат на вистински пат кон успехот во модната индустрија. Утринава имам чест и задоволство да го испијам утринскиот чај со професорката и модна дизајнерка Лидија Георгиева, по чија што менторство всушност и се одржа оваа модна ревија годинава посветена на кубизмот. Лидија, пред се честитки за изворениот успех што го постигнавте заедно со студентите и за ревијата која што навистина доби највисоки пофалби и оцени. Благодарам и благодарам за убавата најава. Може ли малку да ни кажете за самата идеја околу ревијата, зошто токму кубизам и кој се беше дел од процесот на подготовка на овој прекрасен моден настан? Случајна средба беше на еден прием на холандската амбасада. Се сретнав со тогашниот број 2 во амбасадата, аташе за култура, кој што лично и приватно си имаше наклоност кон филозофија и кон уметност, така што веднаш штом почнавме да разговараме минатата година, се прошири разговорот со големо задоволство за култура, за архитектура и така зборувајќи фактички сфативме дека имаме убав потенцијал за соработка. Ние веќе имаме соработувано со нормално со француската амбасада, со амбасадата на Обединетото кралство победивме на еден нивен конкурс, со холандската амбасада, така што ова ни беше само уште едно ново и прекрасно искуство. И потоа постепено почнавме да го градиме проектот, следеа средби со амбасадорот кој што навистина лично се вклучи во развојот на проектот, даде и од своето време и одлучивме дека најинтересно во овој момент би било Шпанија е всушност во тек на одбележување на 50 години од смртта на Пикасо, кој што не напушти 1973. Така што беше одличен повод да не само возрастните да се потсетат на неговото дело, туку и младите да го научат, да го осознаат не од Инстаграм, не од социјалните мрежи, туку искуствено. Бидејќи тоа е вистинското осознавање и почувствување на уметноста. При тоа, за еден дизајнер е многу важно да знае, да научи како да се инспирира од уметноста. Дизајнот има комерцијална и употребна вредност, уметноста теоретски не, иако да. Така што мене кубизмот лично ми е многу интересен, драг. Пикасо, сега нема да ти оставам простор да ме прашаш, само ме пушти на копче. Како да ти кажам, јас првиот Пикасо во живо го видов кога бев студент на Ликовна академија во музеот Пушкин во Москва. Среќа што, мислам, позади мене имаше фотелја за да не паднам. Таа експресија, таа емоција од сината фаза на Пикасо, таа поезија во изразувањето на животот на арлекините, на акробатите, не знам, се уште се сеќавам на таа емоција кога првпат видов оригинално светско уметничко дело. Потоа нормално во Париз често го посетував музеот Пикасо, најголемиот во Барселона. И навистина ми беше многу битно да ја сватат неговата големина, неговата уметност, но и да се инспирираат од кубизмот. Да сватат зошто е тој правец, смеам да кажам groundbreaking, зошто е тој правец навистина радикален, авангарден и интересен.
Замислете вие пред повеќе од 100 години една, да ја речам, позитивна ароганција и безобразлук да ставиш во прашање нешто што е со стотици години етаблирано во уметноста, односно перспектива. Значи, до тогаш сликарите сликале на 2D платно тоа што го гледаат во 2D. Тој заедно со францускиот сликар Жорж Брак сватиле дека објектите имаат 3D. И замислите колку е тоа радикално вие во едно платно 2D да одлучите предметот да го расклопите и да го склопите на 3D. Неверојатно. Тоа е безобразлук. И мислам дека се обидов на емотивен начин, не на начинот теоретски кој што би го учеле по историја на уметноста како што ние го учевме, меѓутоа на еден игрив и емотивен начин да им доловам што значи тоа што го посматраш или тоа што го замислуваш, во случајот женското тело, да го расклопиш и да го склопиш одново. Кубизмот како највлијателен уметнички правец од минатиот век, кој што решивте да го искористите годинава да биде инспирација за вашите студенти, навистина се покажа дека е одличен избор и одлична идеја, а и самата модна ревија беше замислена и реализирана на многу необичен начин кога требаше да се презентираат тие модели на кои што беше отсликан кубизмот. Малку може ли за самата таа идеја, затоа што тоа не беше обична модна ревија, туку во буквална смисла на зборот беше моден перформанс? Ирена, значи искрено ја не знам што се случи таа ноќ. Ние, еве ти кажав, сме имале повеќе проекти, но овој пат имаше една трансгресија, трансмисија на емоција, што ете сите ја осетија што беа таму. Манекенките многу добро си ја одиграа улогата, што не е секогаш случај. Значи, навистина имаше еден трансфер неверојатен на емоција, а инаку да, повеќе беше перформанс, да речеме, отколку ревија. Идејата беше да се прикаже една слика во 3 фази. Значи, првата слика беше самата писта, која што беше една испечатена лента од 21 метар, каде што јас си дозволив месец-два работев на тоа, да ја стилизирам неговата студија на бикови, нели, неговиот објект бикови, минотаури, бил малку обсесиран. Са можеме ние да разглабаме за символиката на биковите, но тоа ќе го оставиме. Значи, првата ситуација беше самата испечатена лента. Втората ситуација, втората слика, беше додека влегуваше публиката, студентите од втора година, кои што се апсолутни почетници во полето на дизајнот, интервенираа врз сликата која што им ја приложив, со тоа што и они самите дадоа свој печат. И третата слика беше, од кога манекенките ги изодеа класично моделите, на крај седнаа, легнаа на самата слика. И фактички третата слика беше инкорпорација на живи модели во една слика во 3 фази. Затоа и проектот се викаше Носиме уметност, Llevamos arte на шпански. Какви се впечатоците на студентите откако заврши ревијата и откако и самите се уверија дека се помина во најдобар ред и секако каков е впечатокот на публиката која што имаше привилегија да присуствува на модниот настан? Значи, не сакаш да бидеш околу мене саат-два пред ревија, бидејќи тогаш ми е најбитно сите ситници, сите детали да се во ред и навистина, дури и саат време пред ревија ти, иако се си направил да биде како што треба, не знаеш, немаш апсолутна контрола, но кога почна ревијата, јас знаев дека ќе биде нешто навистина особено. Тука придонес даде и музиката, користевме електронска музика од шпански артисти, што навистина убаво го комплетираше настанот. И значи реакцијата од публиката беше навистина повеќе од колку што сме навикнати. Секогаш имаме пофалби,
Но ова беше навистина неочекувано добра и убава и емотивна реакција. Амбасадорот беше многу задоволен. Ја користам оваа прилика уште еднаш да заблагодарам на амбасадата за укажаната доверба. Тие веднаш рекоа ајде да продолжиме и што исто така мотивирачки. А студентите, искрено да ти кажам, чекаат да заврши разговорот за да седнеме и ние негде во кафич па да се израдуваме сите заедно. Мислам дека беше навистина едно прекрасно, убаво и поучно искуство и за нив. И многу сум среќна што сум во состојба да кажам дека од кај нас студентите не излекуваат само со диплома, туку токму поради овие и други активности излегуваат со сиви, со веќе пополнето сиви, што е многу значајно. Насоката за моден дизајн, односно Институтот за текстилно инженерство станува многу популарна, особено последниве години. Некако младите се повеќе се охрабруваат да се опробаат на полето на модниот дизајн, па во таа насока колку сте вие задоволни од бројот на студенти и што би кажале за да ги охрабрите сите оние кои што можеби се уште размислуваат дали својата иднина да ја насочат токму во тој правец? Пред неколку години модата стана во мода, односно стана во мода да бидеш моден дизајнер, на моје задоволство. Сега Македонија не е голема земја и не нуди многу опции за вработување, така што мораш да бидеш сестра и мораш да научиш од се помалце за да си овозможиш да бидеш дел од една прекрасна индустрија која што кај нас и не е баш неразвиена, еве и модна сцена градиме. Така што сметам дека програмата која што ние ја предложуваме, односно градиме и инженери и креативни кадри, навистина некој е повеќе инженер, некој е повеќе дизајнер, но имаме и студенти кои што се пола-пола. И мислам дека за нив е највозбудливо и најинтересно, бидејќи со леснотија потоа ги совладуваат современите технологии, како што се 3D печатење, виртуелната реалност, метапросторот и каде на друго место би го учеле тоа кај нас, освен на ТМФ. При тоа е државен факултет и дел од Универзитетот Кирил и Методи. Се уште држиме до некој ниво, држиме до некоја квалитет и некоја содржина, така што за себе што да кажам, мислам, моето си ви е јавно и познато. Мислам дека секогаш родителите би требало да размислат кај кого ќе учи детето, особено ако сака да стане дизајнер, не само во која институција, туку кај кого. Мислам дека во креативните професии тоа е доста битно. Да не се мешам во науката, зборувам за мојата област. Секако дека е така. Лидија, благодарам за одвоеното време. Ми беше вистинско задоволство утринава да прокоментираме како помина ревијата. Ќе посакам среќна и успешна да ви биде новата 2024 година на вас лично, секако на сите студенти на насоката за моден дизајн на ТМФ и да дочекаме уште многу вакви убави модни настани, уште многу студенти да поминат низ вашите студентски клупи да остваруваат успешни проекти во иднина. Јас ви благодарам што редовно ја следите нашата работа и нормално и за поддршката и секако на гледачите на вашата програма 2024 да им биде најубава на свет. Благодарам.